Каков е рейтингот на партијата со оглед на, се надевам сте правиле некакви анкети внатрешни во партијата, со оглед на тоа што опозицијата знае често да ве обвини дека барате час поскоро избори, со оглед на тоа што, како што велат тие иначе од опозицијата, дека паѓа рейтингот на СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз наспроти ВМРО-ДПМН води. Водиме со 3% поени, тоа го објавивме јавно, со транспарентни постапки, со кредибилни агенции кои што го направиле тоа. Секако, крајот на октомври, почетокот на ноември, ќе финансираме уште една анкета, за да ги измериме сега после одлуката, како стоиме, но сите овие политички партии позади нас носат гласови. Имат свој кредибилитет, имат своја програма, имат свој дел за кој што се залагат со своите гласачи, кој што ме става мене како председател на најголемата политичка партија во оваа коалиција во фаворитска состојба заедно со партнерите. На крајот граѓаните одлучуваат на изборите. Јас знам дека периодот кој што предстои пред нас до октомври, како што беше предвидено, до крајот на октомври ќе можевме да ги реализираме сите мерки кои што ни беа планирани во програмата, ќе се потрудиме најголем дел од тие да ги реализираме и до април месец, заради тоа што веќе се објавени мерки и за покачување на платите, и за покачување на пензиите, и за лекарите, и за капиталните инвестиции што се реализираат во државата, и еколошките проекти се отворени, квотите се ослободени во здравството. Донесен е законот за основно образование до крајот на годината, за средно образование ќе го донесеме. Верувам дека можеме до тогаш да почнеме и со клиничкиот центар, изградбата да се движи, да почне нешто во постапката да се градат големите енергетски проекти како Чебрен и Галиште. Оти во ноември е планот да го објавиме. Плановите можеме да ги исполниме во најголем дел, иако знаете дека ни беа скратени 6 месеци од мандатот. Јас сум председател на влада 2 години, 4 месеци, 20 дена. Денеска баш зборувавме за тоа. Успесите се големи. Ако правите паралела со 11 години на ВМРО-ДПМН и ова што сега е постигнато, слушнете ги само европските лидери што зборат, прашете ги граѓаните како зборат, секако не може да бидат задоволни сите, не сме и ние безгрешни, имаме своји грешки, но успехот е голем. Што би коригирале доколку може сега да ја вратите владата на почеток и тие плановите кои што ги реализирате би направиле некоја клучна промена? Би го вратил времето, ако веќе можам да го вратам, би го вратил 13,5 години назад. Затоа што за 2,5 години тоа што се направи, не на меѓународен план, паралелно економските политики, да покажат раст на прво полугодие од 3,6%. Да покажат 54.000 нови конкретни работни места отворени, да покажат 16% зголемување на извозот, 9,8% раст на индустријата и како паралелно се работело. Вака еднакво правосудство за власт и за опозиција во делот на приврзаници или не, никогаш не постоело. Тоа само по себе кажува дека сме на вистинскиот пат. Не е доволно, ние сме сите свесни, треба уште повеќе да работиме, но вака кога се отворени патиштата, кога имаме само пријатели околу нас, кога целиот свет зборува со полна уста убави зборови за нас, верувам дека треба да бидеме уште поуспешни. Реков, ќе не биде ако не бива дома. Ако сработиме повеќе сите, ако одработиме и продуктивноста ја зголемиме, ако навистина и односот го промениме, без разлика дали сме политичари, судии, градоначалници, советници, па и граѓани, работници, земјоделци, сите заедно ние. Мораме и како многу повеќе да се потрудиме за да бидеме европска земја каква што посакуваме. Ви благодарам на сите, фала ви. Благодарам колеги.